Велам добро утро за нашиот прв гостина, тоа е господин Тони Ангеловски, кој што е портпарол на Министерството за внатрешни работи. Тони, добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Наближуваат новогодишните празници, тоа е обично златна сезона за сите оние кои што наместо да слават мислат да се занимаваат со малку крадење по станови. Кои се генералните препораки кои што МВР ги дава за новогодишните празници, особено ако си има предвид дека многу мина ќе останат дома да слават, но ќе има и такви кои што ќе заминат на некои други места за да дочекаат новата година? Најнапред дозволете ми на вашите гледачи на вам да ви посакам да имаме убави мирни празници и секако ние како Министерство за внатрешни работи секоја година во ова време, но и во тие периоди пред летни одмори кои што се карактеристични кога граѓаните ги напуштаат своите домови, апелираме за внимателност затоа што покрај мерките што ги презема Министерството за внатрешни работи, треба и граѓаните да си ги преземат оние мерки кои што се од нивна надлежност фактички, така да кажам, за да можат да си ги заштитат својот дом, својот имот. Тука пред се апелот е, например, доколку се оди надворот, доколку не слават дома, да не се постираат фотографии од местото на настанат каде што се, затоа што на тој начин преку социјалните мрежи им давате сигнал на некој начин на оние кои што, како што рековте вие, имаат криминални намери, дека едноставно вашиот дом е оставен дом. Користи ли да се остави упалено светло, Тони? Видете, може би и музика, не знам, телевизор, подобро нека гори отколку да е тивко. Не мора такви работи, Видите, доволно е, ние имаме многу често случаи кога дури домовите се оставаат и отклучени. Се оставаат отворени прозорци. Сето тоа им го олеснува патот на оние кои што сакаат да направат криминално дело. Затоа кога ќе го напуштите својот дом пред одите на прославата, секако проверете дека сите врати ви се заклучени, сите прозорци, балконски врати, значи сето тоа ви е заклучено затоа што доколку оставате отворена просторија, на тој начин фактички се разбира, сами ги каните краците да влезат. Какви се цифрите? Знаеме дека поминуваме веќе втора година низ пандемија и претпоставам дека овој облик на криминални активности е прилично намерен, бидејќи просто луѓето се повеќе дома отколку што беа. Какви се цифрите минатата во споредба со оваа година? Се забележуваат ли тие удолни трендови на овој вид на кражби и тешки кражби? Да, имаме надолен тренд, значи во целокупниот криминалитет, меѓу другото и во овие тешки кражби, бидејќи конкретно зборуваме за кражби по станови кога не се граѓаните дома, тоа спаѓа во делото тешка кражба и тука имаме особено намалување. Се разбира, видите, значи тука влие пред се, како што рековте, може би и тој дел дека граѓаните се почесто дома, но се разбира и присуството на полицијата кое што е повидливо во последниве година до две, кога веќе полицијата е присутна и во градот Скопје, но и во другите градови. Се разбира, ние се обидуваме не само затоа што кога ќе се случи делото, потоа идеме со репресивни мерки, но работиме и превентивно. Имаме средби со граѓаните. Нашите оддели за превенција ги посетуваат совети на станари по одделни населби, каде што се укажуваат токму на овие работи и се даваат препораки како на некој начин и сами себе си да си помогнеме. Се разбира, секој граѓанин доколку е во можност, доколку може да набави алармен уред, да набави такви некои работи кои што можат да помогнат во заштитата на домот, се разбира дека ќе придонесат. Тони, пред некој ден во Битола се измерија неверојатни 4,28 промила алкохол во крвта кај еден возач. Многу ме интересира да го видам записникот од тој настан на полицискиот записник, бидејќи не сум сигурен дали воопшто човекот бил во можност да дувне со ваков процент алкохол во крвта во вашите мерачи. Претпоставам дека и тоа ќе ви биде сега, мерењето на алкохол ќе ви биде во центарот на вниманието за новогодишните празници. Ќе настапите со помалку екипи, ќе пуштите и вашите полицајци нешто дома да прослават или апсолутно излегувате на терен како и досега со ригорозни контроли на сообраќајот?
Значи, апсолутно, за полицијата нема празник, значи полицијата нон-стоп на терен, особено кога имаме вакви прослави, кога се очекува, нели, граѓаните да консумираат алкохол, да се прават и вакви прекршоци и апсолутно го спомнавте примерот со Битола, за жал, веќе наредниот ден во Скопје беше надмината таа бројка, 4,3 има. Тоа не го видов. Да, Можда би требале да ги запознаеме тие ликови, мислам на вистина е тоа рекорд. Ние се трудиме вака и преку објавување на тие бројки да го привлечеме вниманието на граѓаните и да укажеме, затоа што за жал меѓу нас има и луѓе кои што се неодговорни и кои што со своето неодговорно однесување не само што ја загрозуваат својата безбедност, туку ја загрозуваат и нашата безбедност. Но оние луѓе кои што внимаваме, кои што гледаме, нели, да се држиме до сообраќајните прописи. И постојано се обидуваме да влијаеме врз тие луѓе, да го сменат своето однесување преку вакви превентивни пораки, но ако не продуваат под превентивните пораки, тука е репресијата, односно соодветните казни, кога, нели, се казнуваат парично, им се одземаат возачките дозволи на ваквите прекршители, затоа што апсолутно тоа е надвор од умот да сте со над 4 промили во алкохол и да седнете во Да, автомобил. јас не знам како воопшто станале од масата, а не како седнале во автомобилот. Тони, за крај уште едно новогодишно прашање би рекол, деновиве правите разни заплени, гледам на разни количества на пиротехнички овие средства, од ракети и петарди до што уште не предупредувате дека е тоа опасно, се разбира, родителите тоа би требало и подобро да го разбираат од децата. Но сепак да ве прашам како е можно, бидејќи тоа сето главно доаѓа од Турција преку Бугарија во Македонија, претпоставам дека е тоа најголемиот канал за тој вид на шверц. Како е можно токави количества да поминат на граница? Не си ја работи царината својата работа или сепак се ова вешти, да кажам, луѓе кои што наоѓаат начин како да донесат толку многу експлозивни средства во државава? Па да, за жал, значи, така наречениот шверц го има секаде, го има и во нашата држава, како што рековте, главно овие стоки доаѓаат од Турција и од Бугарија, но она што ние како министерство го правиме, што е во наша надлежност, нели, е да вршиме заплена и да ги приведуваме лицата кои што ја продаваат таа стока, и тоа го правиме во континуитет. Еве, последниве, да кажам, недела дена имаме околу 50.000 парчиња пиротехника за пленето, имаме десетина лица кои што се приведени и за кои што, нели, има соодветни санкции за нелегалната продажба. Инаку да ги потсетам граѓаните дека не само нелегалната продажба, туку и употребата на пиротехнички средства исто така е казлива и има соодветни санкции. И уште еднаш да апелирам до нив да не употребуваат ваква пиротехника, да не ја купуваат воопште, затоа што прво, ако ништо друго, тоа е непроверена стока, која што не знаеме што всушност ви дава тој уличен трговец кој што нели купувате така наречени пират. Во секој случај се работи и за голема лична опасност и за белја која може да им се направи на другите. Тони, благодарам многу за ова утринско вклучување. Се надевам последен пат во годинава, бидејќи обично разговараме за работи кои што имаат лоши поводи или лоши проценки дека ќе се случат кога е прашање портправил на МВР. Тони Ангеловски, благодарам за утринско вклучување и се најубаво вам и на вашите колеги и за време на новогодишните празници. Ви благодарам, среќни празници и на вас и на вашите гледачи и пожелувам да имаме мирна и весела новогодишна ноќ.